Здраво и добре дојдовте, драги мои. Денес имам една прекрасна гостинка, но пред да ја представам гостинката, прво сакам да споделам едно мое искуство кое што ме врзува за оваа моја прекрасна гостинка. Кога влегов во светот на посебните родители, кога моето детенце се повлече, мислам дека едно од главните емоции кои што ги чувствував беше чувството на невидливост, чувството на тага, чувството на гнев, дека не можам сама да направам ништо и дека нема никој да ми помогне. И тоа чувство траеше некое време, се додека не се случи една невообичаена работа. Бевме поканети на една емисија. Емисија која што ќе биде посветена само на мене и само на моето дете. И посебноста на моето дете. Значи, тогаш имав можност да за прв пат во животот да бидам видлива не само во околината на моето семејство, туку и надвор кај сите луѓе и пред сите луѓе. И имав можност да ги кажам гласно, пред камера, оние работи кои што мене ми тежат, она што сметав дека е проблем во системот, она што сметав дека можеби може да се направи, но нема многу поддршка. За среќа, за моја среќа, таа емисија се случи и првото нешто кое што откако ја изгледав емисијата, што почна веднаш да менува една моја перцепција за мене, е тоа што јас се видов себе си прв пат од другата страна. Секогаш ние зборуваме за себе, се сочувствуваме со себе и го кажуваме тоа обично на некој друг човек и не се гледаме себе си како изгледаме, што зборуваме, како зборуваме за нештата. Така да прв пат имав шанса да се видам себе си на камера и да видам колку во суштина некои од работите кои што ги зборував ми тежат, се уште ми се тажни. За некои од работите видов дека и ми се надминати во сето она, како се чувствува врска со моето дете со попреченост. Така да тоа е едно убаво чувство кое што јас го имав и мојата гостинка денеска беше главната и задолжената за таа емисија. Така да денеска ќе кажеме добре дојде на Виолета Сокаровска. Добре ми дојде, Злато. Добро ве најдов. Ми е мило што сум вака сега од другата страна, иако не е баш едноставно да те насади човек пред микрофон, пред камера и да зборуваш за нешто што го правам веќе 20 години, но немам трема, па можеме убаво да си позборуваме. Мене ми е мило убаво ова се што го кажа е вистина и многу ми е мило што после 20 години сум инспирирала некоја мајка да се зафати со оваа работа, за да станат и таа и другите мајки, односно родители, уште повидливи. Така што честитки за храброста да се направи ваков подкаст. Сега е модерно, ние сме уште од она традиционалната новинарска работа во македонската телевизија. Македонската телевизија како јавен радиодифузен сервис има законска обврска да ги емитува емисиите и за ранливата категорија граѓани, што е многу добро, одлично. Затоа што кога веќе имате некој закон, тогаш си го почитувате законот и работата оди лесно, затоа што поставени се работите на шини, ваше е само да бидете инспиративни, да бидете талентирани, да ги откриете сите проблеми, аномалии и убавини што се случуваат во светот, во животот на луѓето со некаков вид попреченост или инвалидитет. И сето тоа за најчески да го спакувате во емисија која што би требало да прочепка во очите, во душата, во срцето, во ушите на сите оние што намерно или случајно ќе седнат во тој момент кога се емитува емисијата и ќе предизвикате некаква реакција. Да, значи, ако не предизвикате реакција, па макар и од она што јас не ја сакам, ама добро е да ја има. Леле, зарем е можно да постојат такви луѓе, такви деца и така натаму.
Не ми се допаѓа искрено таа реакција, меѓутоа е драгоцена. Затоа што го буцка човека да размислува. А што ако јас бев на местото на Ирена? Што ако моето дете беше со некоја дијагноза? Така што, ако треба да се навратам сама да почнам да раскажувам, тогаш да почнам. Прво ќе ми кажеш ти, кажи ми за себе и за МТВ. Колку време си во МТВ? Нели, дали е тоа твоето прво работно место, цело време го работиш се тоа, кажи ми малце за себе. Па јас сум на некој начин дете на македонската радиотелевизија, значи таму се врткам по нивните ходници од моите 16 години. Ќе бидам малку нескромна, ама ќе кажам тогаш на мој 16 и полни 17 години победив на анонимен конкурс за скеч во радиото во Хихирико. Немав лична карта, морав со татко ми да отидам, нели, да докажам дека со петиот примерок дека текстот со кој што сум конкурирала е мој. И беше многу смешно, тогаш беше уште во Нерези седиштето на Македонското радио и телевизијата. Кога влегов во тој простор таму, прво се сретнав со Иван Карадак, со Бошко Смаќевски, тоа се веќе покојни великани на нашето небо, би рекла. И тие кога видоа дека едно девојченце, кој што многу се разликуваше од ова сега што е, дека тоа победило со на анонимен конкурс, тогаш си помисли, ова дете е добро тесто, па ќе можеме да го месиме и од него да направиме новинар. Мојот покоен татко не беше многу одушевен, нели, иако му беше мило што ете ќерка му освоила награда, но јас тогаш знаев дека таму ми е местото, дека тоа е тоа што сакам да го работам, да му исполнам желбата да носам бел мантил, завршив средно медицинско училиште, завршив природно-математички факултет, одсек биологија, биохемија. Значи, специализирана сум да носам бел мантил и да работам во лабораторија, меѓутоа никогаш не ја сакав таа работа. Ми беше интересно, ама толку, 2 недели, 3, и потоа повторно се вратив. Радиото никогаш не го напуштев, затоа што после таа средба со Иван Карадак и Бошко Смаќевски, почнав поредовно да одам таму. Имав уште неколку текстови кои што ги глумеа артистите, нели, тоа за мене беше голем предизвик. Јас сум детиште некој од безлична карта, а веќе мои текстови интерпретираат луѓе на радио, како, што знам, Гоца Тодоровски, Емин Унџел, Катрина Крстева, Димче Мишковски и така натаму. Потоа следуваше еден период на работа на втората програма на Македонското радио. 5 или 6 години. Сето тоа го правев додека студирав. Паралелно одев и да работам и да студирам. И големо искуство, затоа што се запознаваат многу луѓе, многу. Едноставно да си го печеш знанието, да често се шегувам дека завршував 2 факултета. Да. 2 факултета, еден новинарство на самото место и оној класичниот. Па ќе речам да задоволам желбата на родителите, нели, да имам факултет, но сам бел мантил и така натаму. И откако завршив, дојде една, би рекла, транзицијата, а се појавија приватни весници, работев 4 години во еден од првите приватни весници, списанија. И тоа ми беше драгоценно искуство. И веќе од 1 јануари 1998 година сум во Македонската телевизија. Значи, сега би требало да слабам некој 27 години, што не би се рекло толку фино изгледа. Така. И тоа ми е развојниот пат, значи, врзано постојано со новинарството, врзано со луѓе, со движење. Едноставно не се гледа в себе си. Сега знаењата од биохемијата ги користам кога треба некому или себе си да прочитам лабораториски резултати, па да им кажам, анемични сте, не сте анемични, така. Па тоа мислам дека има сега предност, не така. Работев неколку години во престижната документарна редакција и некаде крајот на 2004, почетокот на 2005 имаше една реорганизација. Едноставно редакциите се измешаа малку. Луѓето добија шанса да работат и нешто друго тоа до тогаш. Мене ми извлеков таа среќка, би рекла, да ја работам емисијата за луѓе со попреченост, која што и пред тоа постоела. Ја работеле неколку мена колеги мои
Ке споменам Ивица Камбирова Стојановска, колешката, нејзин е името, Петиот ангел. Мене ми се допадна како работа наслов и реков, окей, нека остане Петиот ангел како нешто што треба да се гради. Морам да признам, ако верувам дека ќе ги интересира луѓето од каде сега некој. Прво ме интересира дали, мислам, освен името Петиот ангел, дали воопшто постои некаква приказна позади името или само ти еднакво го наследи така без да... Јас го наследев и сега тие што повеќе читале, нели, што се повеќе по верата, по религијата и така натаму, знаат дека тој некој си ангел, петиот поред, бил заштитник на овие луѓе, веројатно болни, сиромашни, луѓе со инвалидитет, предпоставувам дека е тоа. Не знам, не сум чепкала, не сум видела, едноставно, не дека не сум имала време, тука едноставно не ми било некој предизвик, едноставно тоа ми беше тоа. Јас повеќе се грижам и се грижав тогаш што ќе ставиме внатре во емисијата, отколку за името. Името е убаво, звучи, нели? И сега многу често знаат и да ме ословат не по името кој е Јангеле. Така се случува. Така. Има интересна приказна да речеме и за тоа како дојдов до овој свет на луѓе со попречаност, со инвалидитет. Значи, прво беше работна задача. Значи, ја кажав дека ми се погоди мене тоа да го правам. Не ме прашаа дали сакам или не сакам, тоа едноставно мора тоа да се прави. Се исплашив. Да? Да. Значи тоа беше чувството. Првото чувство беше страв, затоа што јас ги сакам цидовите кога на патот ке ми се испречат. Ме тера да размислувам како да го прескокнам цидот, да го заобиколам, да го урнам и така. Одеднаш еден голем цид се појави пред мене. И се исплашив. Признавам, мислам. Сега ми е смешно, ама тогаш се исплашив. Што беше тоа? Што... Како да им се приближиш? Кои се овие луѓе? Каде се? Каде да ги најдам? Од каде да почнам? Тоа беше стравот. И бидејќи секогаш во новинарството го почитувам златното непишано правило снајди се. Се сетив кој може да ми помогне за почеток. Моите покојни тетка и тетин. Божа и Милорад Спасевски, тие работеа како дефектолози во Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Топанско поле. Јас цел живот во неформални средби, во дружења сум слушала дека тие, знам дека работат во некој завод, дека зборуваат за децата вака, децата така, децата ги носиме на летување, на зимување, вака прават децата, однака викам, какви се тие деца? И ми текна дека можам да ги искористам, нели, семејните врски. И појдов. Колата под мене, кај тетка ми ѓомите на кафе, на лепче со ајварче, нели? И тетка ми беше нека, ја прости Господ, многу прониклива жена. И сега рече, што е проблемот? Зошто? Зошто дојде? Ме откри. Ајварот во прашање. Да. Ме најаде, ме напи, кафе ми даде се и на крај рече, се што е проблемот? Ако смеа малку да глумам, мојата реакција, ако се сеќавам, беше ваква тето, ма јас треба да правам емисија и постана. И како сега се сеќавам, тетка беше многу убава жена. Застана, веќе пензионери двајцата, застана на кај вратата, веќе носејќи ми, не знам, кафе, сок, не е ни битно, застана, остави послужавникот, рацете, буква Ф, слушај ти, рече. Јас и тетен ти поминавме по 40 години, вика, со тие деца во заводот, тоа се 80 години. И преживеавме и ништо нема да ми. Ти зошто се плашиш? Ама пак сега глумење. Ама тето ми е здрав, тие ќе ме гребат, ќе ме кубат, јас не знам како е. Тетка ми направи еден многу убав гест, дигна телефон кај незините поранешни колеги, кај директорот. И цела среќа што живееше на иста улица со Заводот во Топанско поле, му се јави да човекот рече, сега ќе ја пратам внуката, мора да дојде, кај вас мора да направи емисија, не знае од каде да почне, да ја примиш на својот колега. И ми рече, а ти собирај се и пали колата и знаеш каде е заводот. Добро.
Јас си се повозив 500 метри, влегувам, се паркирам во дворот и одеднаш ми се стрча возрастни, помлади, деца, возрастни луѓе. Мене беше страв да излезам од кола, затоа што повторно беше стравот од непознатото. Леле, сега ќе бидам нападната, ќе ме гребат, ќе ме плукат, ќе ме штипат, не знам, нешто ќе ми прават, нели, што не ми се допаѓа. Ама решив да бидам каубоец и пак повторно храброста, нели, да со храброст да маскирам несигурноста. Излегов и се така строго ми каде е канцеларијата на директорот? И кога видов дека возрастни луѓе, нели, машки, женски, младинци, значи со неодредени години, ме фатија за раче како деца, некој сега ние ќе те однесеме кај директорот, нели? Јас сватев, тоа ми беше првиот знак дека нешто сум ја зафркнала работата во старт, со своите емоции. Отидовме кај директорот, тој кутриот на маса директорска, нели, седнат, исплашен ке дојде новинар. Значи, тој исплашен од своја страна. Јас исплашена од своја страна, седиме, испивме уште едно кафе, уште еден сок и така натаму, додека во еден момент не пукна работата, од типот да кажеме дека тој се плаши од новинари, јас се плашам од тоа што ме чека, нели, во заводот. И на крај кога свативме, ни дојде смешно. На двајцата почнавме да се смееме. И ќе се навратам сега на една реченица, па пак ќе се вратам на средбата со директорот. А после неколку месеци, почитуваниот професор доктор Ристо Петров ми објасни, затоа што порано, пред да отидам во заводот, може би еднаш во неколку години ќе се осмелел новинар да дојде во заводот, ќе поразговарал, ќе снимеле со директорот во неговата канцеларија, во кабинетот, нели, разговор, и единствени инсерти биле напред од розите во тревникот. Значи, тие зборуваат за некои луѓе што се таму штитеници, меѓутоа луѓето ги нема. Едноставно, никој не може да ги види затоа што се затворени, скриени зад очите на јавноста. И сега да се навратам на директорот, тој беше многу љубезен, нели, откако си ги разбивме меѓусебните стравови, кога му кажав дека треба да направам една емисија и дека сум ја избрала ова, затоа што јас за тој завод сум слушала целиот мој живот. И парете од некаде да почнем. Ајде ќе почнеме, нели, од заводот. Ме прошета низ сите простори, се запознав со луѓето и сватив дека кога си отидов дека ни сум исплукана, ни изгребана, ни истепана, ни удрена, ни скината, со скината облека, така едноставно дека си поминав многу убаво. Да, и си поминав многу убаво. И денеска морам да кажам дека тие ми се љубимци, нели, затоа што наистина ми помогнаа многу да сватам колку јас како представник новинарот надвор сум живеела со табу, со стереотип, дека тие што не се направени анатомски по некои наши правила и прописи, дека тие треба да се скријат зад завесата и дека не треба да се мешаат со другите. И кога го сватив тоа, се засрамив прво од сопствената реакција, не знам, кога дојдов дома, се гледав многу долго во огледало, ама така со поднаведната глава, затоа што се срамев од самата себе, затоа што, пак ќе речам, можеби не сум била толку виновна, можеби такво било обкружувањето, родителите, едноставно било поплукај си, ако случајно го сретнеш, поплукај си во блузата и избегни го. И во тој момент сватив една многу убава работа, дека таа сречка што сум ја извлекла да ја работам оваа емисија, всушност мене ми го трасира патот и дека имаме многу огромно поле за работа, затоа што сватив, ако јас не знам ништо за овие луѓе, сигурно и овие другите надвор ништо не знаат. Знаат само тие во семејството кои што се обкружени и си го живеат животот и проблемите што ги носи состојбата, болеста и така натаму. И бидејќи јас сум човек што сака да гризе, си велам, ова е тоа. 20 години, за мене не знам. Ако имало по просечно 15 до 20 емисии годишно, значи тоа се за 20 години, нека не бидат 400, нека бидат 300 емисии. Нека бидат по 2 соговорници во емисијата, се 600 луѓе. Јас имам толку нови пријатели.
најмалку. Да, дефинитивно. Е така. Дефинитивно. Тоа е тоа за развојниот пат и Кажи ми, сега ти ја организираш емисијата, колку сте во тимот на луѓе кои што ја организираат емисијата? Јас само знам дека кога дојдов ти имаше камерман, имаше уште еден човек. Викам, чекај, голема работа. зависи, значи, новите времења сега малку не принудуваат да работиме побрзо, поекспедитивно, со помалку луѓе. Порано, да речеме, таа емисија што ја снимавме тогаш со вас и со Кан, ќе работевме 3 дена. Со се подготовки, со се еднаш снимање 2 пат. Ке имаше и режисери, продуценти, организатори, тонеци, осветлител, и еден снимател и уште еден снимател, јас ке бидев тука. Значи една група, можеби 7-80 луѓе, меѓутоа за сега, пак ќе речам, времето не натера да работиме побрзо и поекспедитивно. Јас ги избирам темите што ќе се обработуваат. За жал, се уште нема подмладок, нели, некој што би бил заедно со мене. Имам одредена екипа, Тонец, ќе го споменам, драг колега Љупчо Евтимов. Тоа е, би рекла, најредовен на снимањата. Снимателот најчесто Пеца Николовски. Пред некој ден правев една анализа за изминативе 4 години, колку емисии имаме снимено. И дојдовме до бројка 63. И малку на шега му велам, Пеце, имаш уште 6 емисии за јубилејни 50. Значи, од тие 63 Пеце снимил 44, значи тоа е една стандардна екипа. Јас, Пеце и Љупчо сме ударната тројка. Значи, тука би ги споменала и колегите возачи, осветлители, тоа се зависи од тоа каде снимаме, што снимаме, дали ни треба дополнително светло, дали одиме на пат, па ќе имаме и возач, нели? Меѓутоа тоа се технички работи кои што зависат, нели, од моменталната ситуација и од потребите. Инаку генералната ударна тројка сме ние тројца. Пак ќе речам, се појавуваат и други сега, да речеме, кога колегата Николовски не може, ќе се појават и некои други. Например, сум снимала многу емисии со Дејан Божиновски, со Александар Мижимаков, со Касапинов, со Јане Марковски, со уште редица, нели, колеги, сега да ги спомнам сите. Што се позади? Тие се позади, да ги ставиме напред, да, така е. Сите се заслужни, јас морам да кажам дека тие се првиот концентричен круг. Ако јас сум некој јадро, да речеме, кое што решило да се менува себе си и светот, тогаш овие луѓе се првиот концентричен круг, затоа што тие луѓе се фантастични. Прво како карактери. Второ, ме трпат мене, најбитно. Трето, многу умешно влегува во приказната, затоа што да се работи со луѓе со попреченост, значи да се внимава малку повеќе отколку со било кој друг соговорник, затоа што тука се мајки, татковци, семејства, баби, дедовци, деца, наставници, така натаму. Малку е специфична ситуацијата, значи, пак ќе речам, не може секој да ја работи. Изгледа технички многу едноставно, меѓутоа, да речеме, колегата Евтимов знае да направи убава атмосфера на самото снимање со деца, ако се ајде ке пееме, ке играме нешто, значи да направи една убава атмосфера, да ги опушти, затоа што сите во принцип се плашат од камера, особено ние прв пат кои што ќе застанат пред камера. И навистина тие ми се фантастична поддршка, нели, за да ја реализирам, секогаш се смеам. Дечки, без вас јас ќе си бидам гениална само за по дома, инаку со вас сум топ. И да се на друго место гениална. И да не ги заборавам монтажерите, кои што ја монтираат ова емисијата и се првите гледачи всушност. Јас, кога ќе го донесам суровиот материјал на монтажа, јас веќе го знам материјалот, нели, знам што е снимено, која е темата и што сакам да направам со таа емисија. Сега монтажерот треба да биде тој кој што сето тоа фино ќе го спакува, нели, за да биде пристојна телевизиска емисија. Значи да избегнеме патетиката, да не биде седнавме, сега ќе лелекаме, ќе кршиме прсти, да не знаеме. Не, напротив, сега имаме една група од неколку млади монтажери кои што ми ги тупнаа мене вака. Со посебно задоволство, да, на вежбање, меѓутоа
Меѓутоа, сега тие ги знаат основните финти, нели, на монтажата, но јас ја користам секоја прилика да им објаснам, нели, дека оваа емисија заслужува посебно внимание и дека посебно треба да обрнат внимание кога монтираат емисија од овој карактер, затоа што и сами знаете, законот за заштита на лични податоци, па родителите кои што се согласуваат нивните деца да видат снимена, ама да не им се гледа ликот, нели, сето тоа е умешност која што ние покажуваме дека има дете или деца на третмани таму ваму или по училишта, но се обидуваме колку толку да им ја заштитиме приватноста, затоа што, пак ќе речам, родителите ја даваат дозволата, меѓутоа утре тоа дете ќе порасне и може да рече, зошто си ми дал дозвола на некои луѓе, нели, да ме снимаат. И пак ќе речам, за да имаме една чиста ситуација, да покажеме дека не работиме конкретно за некој случај, дека тоа дете е во случајов, ќе речам во наводници, глумец, кој што ни покажува, нели, што се случува во светот на тие деца, успеваме да направиме, чинам, добра емисија. Последната што ја направивме, наистина беше многу добра во еден новоотворен центар во Капиштец. И ми беше многу мило што имав млади соговорнички, специјални едукатори, рехабилитатори, кои што прв пат пред камера исто така, меѓутоа многу убаво раскажа што работат, како работат, зошто го работат сето тоа. И на некој начин па ми е мило што за овие 20 години сум промовирала многумина од специјалните едукатори, рехабилитатори, по старо дефектолози, логопеди, нели, што прв пат добиле шанса во оваа емисија да се искажат. На тој начин секогаш велам, ви даваме едно општествено признание за таа тешка работа што ја работите. Оти кога некој ќе гледа емисијата и ќе гледа како еден едукатор, рехабилитатор си игра во убаво уреден простор како игротека со детето, си обичен гледач ќе помисле, па овие си играат цел ден. Меѓутоа не сваќаат колкава одговорност има тој човек кој што зел обврска од туѓото дете со некаков проблем да направи дете кое што барем малку ќе го подбутне во овој светот на условно речено нормалните, во просечните деца, типичните. Така што ќе речам, многу ми е мило што успеваме на некој начин за овие 20 години да ја изборичкаме јавност. Да не ја оставиме така да спие, затоа што јас ја сватив мисијата. Значи, мојата мисија, и реков до пензија не се откажувам, значи мораме малку да го смениме овој свет, кој што бил на некој начин, како да речам, тргнат на страна. Тие си имаат проблеми, нека си им стојат проблемите таму. Ние си го бркаме нашиот живот. Сме во различни светови, така. И мене ми е многу жал, многу тешко, сега веќе го нема тоа. Пак ќе речам, за 20 години, ако правам некоја ретроспектива. Како беше пред, кога почне, кое тоа ето чувство, барем за луѓето што ги сретнуваш околу себе, надвор од, нели, снимателите и така натаму. Дали се шират круговите? Дали се шират круговите и Петиот ангел како емисија која што е, нели, посебна емисија, сега ќе ја наречам јас, нели, бидејќи е за посебни и е специјализирана, така ја водиме, специјализирана емисија. Да. Колку луѓето се свесни, колку луѓето на вистина имаат видено, например, бидејќи јас пред 7 години прв пат слушнав, иако имав дете со попреченост. Јас не се бројам, бидејќи ние и така многу долго време немаме телевизор дома и не гледаме телевизија, но сепак, кој е твоето чувство, што беше пред тоа, колку, нели, тие кругови се шират и како луѓето гледаат на тоа? Беше тешко на почетокот, многу тешко. Од типот и на работа, мислам, целата екипа која што учествува во подготовката и реализацијата, мислеа дека, ајде, уште една емисија, да ќе ја скрпиме, ќе ја закрпиме, ќе ја направиме, ќе измонтираме и така натаму. Меѓутоа, мислам дека со тек на времето сите ја сватија специфичната тежина на оваа емисија, затоа што ние боричкаме, постојано боричкаме во свеста на луѓето и веќе
Мислам дека работите се поместија малку. Се поместија затоа што не е така сега да одиме и да снимиме само розите напред во дворот, туку веќе ја имаме слободата да влеземе и во самата институција, во училиштето, да видиме што се прави, нели, што се трудат тие луѓе што работат со овие деца, млади, нели, и возрастни, би рекла, со попреченост. Има поместувања, но на ова општество, на оваа власт, и замерувам да речеме што не е конзистентна. Значи секогаш кога ќе има некој проблем, ако има огин, тогаш и пожар, таму се фрла вода и се гаси пожарот. Дали станува за малечки деца, за инклузија, за прием во градинка, во училиште, во посебно во редовно училиште, нема дневни центри, значи додека не се слушне гласот на бесот, на револтот, на најчесто на родителите, значи имам чувство дека ништо не се прави системски. Да, структурно. Структурно, значи да седне еден убаво човек или двајца или една екипа која што ќе седне на хамер, на хартија, пред компјутер, ќе напише, чекај, што правиме ние? Политичката борба за власт ќе си била и ќе постои, ќе се менуваат партиите на власт, овој ќе биде министер, оној ќе биде премиер, овој ќе биде власт, оној ќе биде опозиција, меѓутоа оваа категорија граѓани остануваат такви со таа дијагноза без разлика кој е на власт. Сега уметноста е, јас секогаш што го кажувам, кога имам можност со градоначалници да се сретнам. Се парафразирам, ама дечки можете да се надевате на втор мандат зависно од вашиот однос спрема оваа популација. Затоа што сум сретнала и такви и вакви луѓе посветени на тоа во рамките на можностите или на законот да помогнат и малку плюс од тоа што затоа што сакаат, затоа што се допрени на некој начин, па ајде сакаат, меѓу другите активности, нели, да направат нешто и за овие другиве. За овие другиве. Иако, пак ќе речам, го избегнувам тоа да ги категоризирам луѓето, јас сепак внимателно следам што се случува и како живееле, да речеме, популацијава како живеела во едно време, па во друго време. Можам да кажам дека, пак ќе речам, мали, убави чекори напред има, дека секој се труди, нели, барем на почетокот да вети, да направи нешто, но има уште многу работа. Дали, уште ми е дилема, така непознаница ребус, дали не сакаат, тие што се надлежни, немаат време, немаат желба за ресурси, не можат да ме убедат дека нема ресурси, но дали немаат желба, време, идеја како да го направат сето тоа уште ми е дилема, ќе го открием, се надам во наредниве години. Но пак ќе речам, има светли примери, јас со задоволство ги ставам, иако одбегнувам да има министри, градоначалници и останати официјални лица, затоа што овие 30 на минути, 2 пати во месецот, значи саат време, сакам да ги одстапам многу себично, ама на родителите, на едукаторите, на наставниците, затоа што мислам дека тоа е едно убаво време во кое што тие ќе можат да се изразат. Затоа што ако ги има во вести, ќе ги има 40 секунди. Овдека може да ги има и 14 минути. И може да искажат навистина она што го имаат во себе, што им тежи, она што сакаат да го направат. Значи тој простор е резервиран за нив. И ако е некој куриозитет, не знам колку министри за труд и социјална политика се смениле во овие 20 години. Мислам дека на повеќето сум им испратила покана за интервју. Најголемиот комплимент е дека никој не ја прифатил. Океј, како е тоа комплимент, сега ќе ми кажеш? Па затоа што мислам дека реално им е страв. Да. Затоа што јас нема да им испратам прашање кога би се прифатиле интервју. Нема да им испратам прашање, така вака ќе се седнеме како сега јас и вие и ќе им ги поставам оние прашања што сум ги чула изминатиот период од родителите.
Не мене што ме интересира. Тоа што сум го чула од родителите. Така. Зошто нема тоа, зошто нема ова? Кога ќе го направите тоа? Кој е рокот? Зошто не е досега направено? Сте ветиле ова, сте ветиле оно. За неколку мина чував материјали од типот изјавиле тоа на почетокот, па после тоа на крајот ништо не излегло. На крај сватив дека тоа бесцелно губење енергија. Да, колку мислиш дека бидејќи јас лично во тој период, да речам, кога навистина се чувствував грдо со себе и не гледав никаква помош, во еден момент дојде она во мене решение каде што јас си реков самата себе си, откажи се од овој систем. Откажи се од овој систем, кога ќе речам откажи се, јас го ставам системот на страна со таков капацитет со каков што е. За мене системот има нула капацитет во моментов. Да ми даде тоа што јас сметам дека треба да го направи. Она што веќе функционира како и за другите, функционира и за моето дете, тоа не е плюс и минус еднакво на нула. Лена, има еден проблем за кој што со тешко срце би зборувала, а тоа е активноста на родителите. А мене ми е тешко да зборувам за тоа, затоа што има шанса да се најдете малку навредени. Затоа што, например, еве ќе кажам зошто да го мислам тоа. Се случува да речеме промовираме некој центар, како последниот. Многу такви. Посебно оваа година мислам дека 4-5 центри сум промовирала. Млади луѓе завршиле специјална едукација, рехабилитација, немаат можност да се вработат некаде во училиште, во центар, едноставно решаваат да отворат свој чекор. Јас секогаш се шегувам со нив, се осмеливте, го направивте првиот чекор и браво. Вториот чекор е да ви дојдеме ние со екипата на снимање. И секогаш ги замолувам да ни овозможат да ги запознаеме родителите на тие деца што доаѓаат кај нив во центарот. Што ги оставам, да речеме, некој период, неколку месеци да работат, да стекнат, би рекла, мали клиенти, нивните родители. Тие многу подобро знаат, нели, со кои луѓе работат, од колку јас што доаѓам еднаш, нели. И велам, ќе ни треба родителот од технички аспект, значи да ни даде самото присуство дозвола дека ние можеме да го снимаме неговото дете. И евентуално понудете му на родителот, на мајката, на таткото, дека може да учествува и да си каже, еве му простор, да си каже што мисли дека треба да направи. Јас да сум на нивно место, ќе излезам и ќе кажам, извинете, ама јас, мене ми е скапо да ми доаѓа детето 3 пати неделно на приватни третмани, нели, кои што чинат, не знам колку, тоа никогаш не сум го прашала, меѓутоа претпоставувам дека тоа е голема сума на месечно ниво за едно семејство. Меѓутоа имам впечаток дека родителите бегаат. Многу ретко ми се случува родител, еве, можеби вие сте една од ретките која што била на самото снимање, па потоа кажала се што мисли дека треба да му каже на ова општество. И пак ќе речам, можеби ќе ми замерат сега. Знам дека ова малку ќе ги погоди во вистинското место, меѓутоа родителите мора да бидат малку поактивни. Затоа што јас не сум во вашата кожа. Не знам како е. Значи, јас само допирам до можеби надворешниот зид, но претпоставувам дека е тешко, ужасно тешко да се живее со дијагноза. И дека не знаете паметот кај вие. Да. Од обврски, од семејни обврски, работни обврски, здравствени маки, нели, со детето, и се уште капак на се да се активирате, нели, во најавната сцена, да се борите и за своето и за другите деца. Но, пак ќе речам, ова искуство од 20 години ми покажа дека сите оние кои што биле погаламџи, значи што се појавувале во јавноста, што ја грабале секоја прилика да дојдат до микрофон, да го кажат тоа, не само во оваа емисија, и на другите телевизии. Значи, тие успеале во нешто. Се сеќавам, например, пред не знам колку години беше, родителите кампуваа во Жена парк, пред собранието. Значи, им ги скокотка очите на пратениците, сака неќа ги гледаа и кога доаѓаа на работа ги гледаа и на телевизија, тие импровизирани шатори во кои што луѓето спиеа и се бореа. На крај,
се доби, мислам, дека центарот за Даун синдромот, значи тој функционира одлично. Родителите ги се веќе таму, работат, прават работилници. Сакам да кажам, нешто се мрдна. Меѓутоа се мрдна заради гласноста на родителите. Отивака, секој ако си ја бие својата битка сам, едноставно ќе удира со тупаници во зидот, на крај ќе ги искрвари рацете и ништо нема да постигне. Да, мислам дека борбата со системот, на начинот на кој што ние можеби сме некако насочени да ја правиме борбата со ветерници, кога сам се бориш ти против нас проти системот, наместо да ги користиш системските алатки кои што веќе постојат. Прво, сам јас лично како родител, ние не ги користиме, ние не одиме да кажеме на што ни е тешко, освен на Facebook да напишеме или на некој таков настан да се отиде па да се спие негдека. И да, тоа е ефективно затоа што тие биле навистина упорни и едноставно не гледале друг избор. Го правеле тоа. Или јас лично сметам дека родителите треба да се охрабрат многу повеќе. Можеби сега ти велиш некои од луѓето не сакаат да зборуваат и можеби сметаат дека треба кој знае колку голем ангажман за ти да станеш сега некое јавно лице, па и не мораш да стануваш јавно лице, не е идејата ние да станеме инфлуенсери, па не знам од сето тоа да биде кој знае што, но кога повеќе родители како што цел свет снима рилс или кратки видеа од 30 секунди и да го каже тоа што има да го каже. Побрзо ќе стигне отколку воопшто ништо да не кажеме и да се. Телевизијата е класичен медиум, значи тој си ја брка својата работа. Јасно. Законски, јас просто го кажувам ова, законски имаме обврска да направиме 2 емисии од по 30 минути во месецот. Со се репризите, тоа се некаде од 2 до 4 часа во текот на месецот, кај што се труби, се зборува. Значи имаат можност да бидат видени, чуени и пораките да бидат пренесени до некои си уши кои што решаваат и за нивната судбина. Мене ми е најтажно во целава приказна, пак ќе речам сега кога ќе сретнам луѓе кои што имаат деца од 25, 30, 40, па и повеќе години. Сега тие се наоѓаат во еден друг проблем. Значи, ако родителите на мали деца имаат проблем со нивното вклучување во образовниот систем, во градинка, во училиште, во училиште, во на училиште, средно, па ајде и на факултет, останува еден огромен проблем со возрастните. Затоа што ако јас ја работам оваа емисија 20 години, а ако сум снимала некој што тогаш имал 7-80 години, сега има 30. И јас сега со жалење можам да заклучам дека многу мина од нив се повторно некаде дома, по големиот дел. Многу голем дел. Дома, со ретки можности да излезат на некоја активност и пак врзана за слободното време на родителот. Значи родителот после работа мора да го однесе, што знам, на карате, на работилница, на балет, на играње, на танцување и така натаму. Тоа е еден огромен ангажман. Значи за тоа не се зборува што правиме со возрастните. Ние сега гледаме децата во училиште, во градинка, евентуално некој одблесок на факултет што ќе успее да се запише, но повеќето каде е работниот ангажман на тие луѓе. Што сме направиле ние како општество, кои можности сме му ги дали на кан, да речеме, утре да биде, сега ќе поедноставам, не знам, да пакува производи, што знам, во некој голем супермаркет, да им помага на луѓето што купуваат, да им ги стави работите и тоа да му биде работното место. Значи, дали ние работните средини сме ги направиле инклузивни, училиштата, градинките, да, а работните средини, има некои така, пак ќе речам, проблесоци, да речеме во општина Бутел, во општина Кисела Вода, вработени луѓе, сум снимала момче вработено во библиотеката, во Битола, уште по некои таму ваму низ институциите, пак благодарение на буткање на закон, дека мора да има некое лице со попреченост кое што ќе задоволи процент.
Да, Не ама знам ќе дека- задоволи процент. А што станува? Сите тие се оставени на некои минимални средства, туѓа нега, мобилност и така натаму, што во најдобар случај изнесуваат околу 200 евра месечно. Да, милош. И сега знак прашање, прво на тие луѓе не им е осмислен денот, осамени се. А јас можам да кажам еден пример личен во нашата редакција, имаме еден фиксен телефон кој што никој не го користи. Мгм. А еднаш или два пати во неделата задзвонува. И се јавува некој момче, јас го гледам по гласот, дека е возрасно. И бара некоја македонска народна приказна кога ќе ме ја пуштиме на програмата. Некоја си, не знам, ја видел некогаш, му застанала во сеќавање, ја бара во реприза. Ниту знам која е, ниту сум ја гледала, но го знам детето по глас. Дете ли е, момче ли е, по гласот го чувствувам дека има сигурно можеби повеќе од 30 години. И бидејќи кога ќе задзвони фиксниот телефон, знаеме дека е дечкото со приказните, веќе и не го креваме телефонот. Еве јас го кревам телефонот и очно ќе си направам муабет со него. Го прашувам како се вика, не знае да ми каже. Има ли некој дома возрастен? Нема никој, значи отидени се или не се живи, не знам, не ги знам родителите, семејството. Викам, може ли да се јавиш некогаш кога ќе, кој ти е бројат? Ајде ние да те побараме, нели? Кога ќе има некој возрастен да видиме. Значи, него му е некое доживување да го заврти нашиот редакцијски број, да барам некоја си приказна што знам од не знам која година, од пред 30 години снимена. Така што тој ми е еден пример, нели, на тоа колку запоставени луѓе има. А ја имам една како биолог, како биохемичар, имам една своја, да речеме, филозофија дека се што се родило, се што мрда, се што е живо е вредно за живот. Вредно е. И дека треба да се потрудиме, баш она едно што ми го кажа едни пријатели, ние како општество да го надоместиме она што природата го скратила. Искрено кажано, кога добро ќе ги погледнеме и кога ќе го живееш животот со дете со аутизам, само социјалните аспекти кои што ние сега ги живееме и она што ние го сметаме за посакувано или, како да речем, нормално. И ќе речеме дека можеби тука недостасува, дека природата направила нешто да недостасува. Јас би рекла многу поинаку дека овие деца имаат толку многу повеќе капацитет, имаат толку многу повеќе да дадат, ние Ги стискаме. сме тие кои што треба да земеме од таму, бидејќи они се многу поблиску до она како треба да бидеме ние како човечки битија. Кога ќе земеме во предвид која е љубовта која што они ја имаат, многу послободно ја даваат и колку се они поспокојни со себе таму каде што се такви какви што се. Они имаат овие луѓе, јас зашто ги сакам, драги ми се, нивните родители, секако и семејствата, баш токму тоа. Едноставно искрено ќе те гушнат, ќе ти се израдуваат. Мислиш дека Кан те заборавил, ти те видел пред 3 години, да речеме, меѓутоа Кан се сеќава. Јас бев еднаш, мислам дека и морници ми одат, почина покојнице бегов, го сретнав последен пат за време на короната на третман во еден центар и бидејќи Ице не зборуваше убаво, нели не можевме да го разбереме кога се видовме, само ми се обрати по име. И јас бев шокирана затоа што прво затоа што ме препозна, не ме заборавил, а второ дека го слушнав своето име од неговата уста, затоа што Ице не зборуваше, мислам дека не зборуваше убаво. И тоа ми е секогаш една позитивна вака убава светла точка, затоа што ако велам тој можел со третмани да прозбори, да ми го каже името, што е малку галење на мојата суета, меѓутоа огромен успех за него, затоа што не знам колку години, можеби неговите родители го чекале првиот збор, така што пак ќе речам, мене е многу жал што многу работи можат да се кажат, многу работи лесно и со малку пари можат да се направат. Но
чувствувам дека од секаде како пречки да се поставуваат. Пречка. Се е нешто поприоритетно во оваа држава. Извинете, ма мене ништо не ми значи НАТО. И нашето учество таму, лично. Не ми значи ништо, ми значи колку пари ние ќе вложиме затоа што мораме да вложиме затоа што сме членка таму. И сето тоа го ставам на вагата кога ќе се побараат пари, што знам, за дневен центар кој што чини 50 до 70 100.000 евра нека биде годишно. И сето тоа кога ќе го ставам вака на вага, не, и тоа ми е толку тажно ми е. Тажно ми е затоа што ние лончињата сме ги измешале, ние приоритетите не си ги знаеме. За мене приоритет јас да сум кралица на Македонија. За мене ќе биде приоритет луѓето во моето кралство да одат насмејани. Се да им е потаман. Значи да не зборуваме за вакви тривијални работи, дали детето ќе било во градинка, дали ќе имало логопед, дали ќе било во посебно во редовно училиште, дали ќе имало асистент, немало асистент. Па ајде сега за возрастните дали ќе има асистенти, ќе нема асистенти. Пак кога ќе ги плаќаме, па дали ќе ги плаќаме, па волку ќе ги платиме, онолку ќе ги платиме. Да. Работи кои што баш... Значи се уморивме од молење, од покажување, нели, покажување потреби. Јас пак ќе речам, ајде фала Богу, гледам, слушам, одам, не сум лично засегната во моментот. Но, токму од ваквите како мене, тие треба да бидат малку погласни. Пак ќе речам, на родителите им замерувам, меѓутоа и ги разбирам. Понекогаш и немаат сила да мафтаат и со знамиња и да се борат и да викаат и да бараат и така натаму. Како заспано општество. Заспано општество во смисла, чекај, јас сум ја имала среќата да бидам ваква каква што сум. Ако јас бев на вашето место, истат ли ќе бев? Или ќе ми беше гај? Или ќе бев борбена? Или ќе сакав нешто да направам? И за моето и за другите деца. Па ќе речам, многу сме пасивни. Јас капа им симнувам на оние, би рекла, еве, до 30 родители, кои што ги има на секој протест, на секоја манифестација, на фудбалски надпревари, на ракометни надпревари, кои што се трудат да ги изнесат своите деца. И на родителите на овие, условно, ќе речам, просечните деца. Ќе им споменам само една споредба што сум ја забележала кај сите вас, посебните родители. Вие толку многу сакате да им го направите животот убав на вашите деца, што некоја што се граничи со... Не, меѓутоа, од вас може човек многу да научи. Колку се сакаат децата и колку време им се посветува. Затоа што ние другите може би ќе речеме, ајде, оди таму и кре сега малку, да се одморам, нели, од другите глупости во текот на денот. Кај вас чинам дека тоа го нема. Вие правите од 24 часа 48, ама часови полни со некаква содржина, со желба. Вас не ве боли ни половината, ни главата, ништо не ве боли кога треба да го однесете детето таму, ваму, затоа што сакате него да му биде убав. Денот, ако не може сам, вие сте тука, нели, за придружба. И секогаш кажувам дека човек треба да краде од вашата енергија. Така ја доживувам и оваа средба, малку ќе украдам, нели, од вас. Верувам дека боли глава и боли кичма, она што тоа е перцепцијата. Барем за сите родители. Јас работам со родители, работам со деца веќе неколку години наназад. Секој од родителите кои што сум го допрела, кои што независно дали е гласен или не е гласен, сите ја имаат истата желба. Тука некаде сите ја имаат, јас сакам да биде моето дете среќно. Но што е среќата, нели, во нивната идеја, што е среќата, тоа е една многу голема приказна, која што е многу широка, затоа што според она што родителот замислува дека е среќа за едно дете, ќе биде колку тоа семејство на вистина ќе биде во радост или колку ќе биде напор
колку они ќе успеваат или нема да успеваат тоа дете навистина да биде среќно, бидејќи за некој среќа е да детето мора да биде во училиште, тогаш ќе бидам среќен кога ќе успее да отиде во училиште, кога ќе успее да почне да пишува, иако нема капацитет и ќе се мачиме и ќе одиме на сите страни и нема да му дадеме простор да дише, се додека не видиме дека нели пишува букви. И сега од таа страна, значи, границата не можам да речам дека е толку тенка, колку што не е чиста. Нели да речеш дека да, до тука е ова, до тука е тоа. Сето тоа е толку многу измешано. Тргнувајќи од ран детски развој во кој што се мешаат работите, тука треба да биде, не треба да биде вакво. Па едно сме прескокнале, па сега имаме говор, немаме говор, имаме разбирање, немаме разбирање. Родителот едноставно заглавува најчесто на тоа да ги исполни туѓите очекувања. Од една страна туѓи очекувања дека така треба да изгледа едно дете и дека мора да го прави сето тоа, нели, и развојот вели дека тоа треба да зборува на две, на една. И после тоа се брка само тоа. Ајде, треба да почне да зборува, Што да направиме? Треба буквите да ги учи, затоа што тие не поврзуваат со зборувањето, нели, комуникацијата, кој што во суштина е сега, јас од оваа перспектива и после толку работа гледам дека тоа е многу далеко едно од друго. Постојат толку други начини ние да комуницираме, за да се разбереме. Да, ама еве, сега ме влечете за јазик да го кажам оно што е никако и тешко успевам да го направам, да влеземе во семејствата, да видиме како тие функционираат. Прво ќе речем, ајде малку сме ограничени со времето и со ресурсите, затоа што за да имаме навистинска слика како изгледа животот, нели, со дете со некаков вид попреченост, да поминеме малку повеќе време во таа атмосфера, домашна атмосфера, да ги видиме односите меѓу родителите, односите со другите деца, затоа што чинам дека убаво е кажано, посебно дете, посебно и родители, посебно семејство. Многу ретко се допира она приказна како браќата, сестрите на овие деца живеат, затоа што тие секогаш некако ми се во втор план, нели, секогаш мора порано да пораснат, секогаш мора да чекаат да им дојде редот за родителското внимание. Мислам, јас тоа сум го забележувала многуте средби, нели, со родители, што формални, што неформални, и малку ме било, ќе речам, непријатно. Не мене непријатно сега да им кажам, знаете што, ама јас сакам да дојдам и да зборуваме еве и со вашите други деца, како тие се чувствуваат, затоа што важно, тоа е толку многу. Да, е важно, меѓутоа пак ќе речам, недостасува клима и соговорници на таа тема. Мене ми се има случајно да речеме на почетокот договорено снимање во такво семејство кај што дете девојче со церебрална парализа во количка. Мајката е интелектуалка, наставничка. Као се ќе кажеме, нели, да кажеме, значи јас тие ги викам, уште една жена борец ги имам во купчето, нели? И се радувам, нели, дека е така. Ден пред снимање, значи утре треба да снимаме, вечерта жената се јавува и плаче. И образложението е не можеме да снимаме зашто во другото дете е здравото. Не сака да знаат незините од друштвото дека има сестричка во количка и дека ако мајката прифатела снимање и ако се покажало тоа во јавноста на телевизија, дека ова здравово ќе избегало од дома. И сега јас тука се ставам на кантар да изгубам емисија или да направам во некое семејство уште поголем раздор од тој што веќе постои. И на крај велам, окей, нема да снимаме, само вие бидете добри, нели, чувајте си се, затоа што емисија денеска има, утре ја нема. И не е толку битна. Но битно е, мислам, мене ми беше сознание дека има многу проблеми, дека и семејствата треба да имаат поддршка, а ја немаат. Да, семејствата треба да имаат многу поддршка. Не, ја немаат семејствата затоа што, пак ќе речам, фокусирани на овој, речам, главниот проблем. Да. Овој другиот го оставаа да расте како тесто, расте и еднаш ќе пукне. Ќе пукне и не се знае какви последици ќе има. И пак ќе речам, тука пак вината ја ставам на оние што се кусогледи, слепи,
што не можат да сватат дека животот на Кан и мојот живот се исти. Не знам зашто јас би била за општество повредна од Кан. Да. Не, ама зашто тогаш не размислуваме малку надвор од материјалистичката перцепција дека јас сум фина, јас плаќам данок и супер сум за оваа држава. Па и ако се вработи ќе плаќа данок. Секако, дај Боже, нека плаќа, немам ништо против, но пак ќе речам, не можеме ние така да ги гледаме луѓето, овие се вредни и за овие може нешто ќе направиме, ќе им овозможиме, а овие другиве ќе ги оставиме сами да се снаоѓаат. Тоа ми е проблем и болка која што се обидувам вака преку емисиите да ја наметнам, да ја поставам во јавност дека ало, сите овие што седнале и кажале дека имаат возрастни деца, дека не знаат што да прават. Да. А сега кажеме, сега ми текна еден пример, момчето има аутизам. Има веќе 25 час, ник не му беше роден ден. Ги снимаме дома. Него го чуваа баба му. Момчето е веќе големо. Момчето сака со своите другари да игра кошарка. И баба Срмена вели, јас се можам, а баба Срмена има скоро 80 години, нели? И е веќе на крајот од силите, што би се рекло, меѓутоа баба Срмена го има изгледано, нели, внучето. И како сега се сеќавам, така ми доаѓа малку насмевка, иако кисела би рекла на некој начин, ко бабата вели, јас се можам да му направам, ќе му дадам и да јаде, ќе му излупам и овошје, ќе му дадам се. Ама јас не можам баскет со него да играм на кошот пред улица, мислам, на улица. Значи, многу е тажно, пак ќе речам, што лончињата сме ги истуриле со млеко, дека не водиме сметка за приоритетите, дека се ни е поважно, а некој ќе рече дека сум пристрасна, точно. Пристрасна сум, затоа што ги сакам овие луѓе. Сваќам дека не мислам, одамна сум сватила, јас ова не го работам само за плата. Платата е нормално, нели, некој надоместок за живот, но сум сватила колку можам јас да добијам, нели, со тоа што познавам запознавам една релативно непозната сфера, се обидувам на овој или на оној начин, нели, да им помогнам во рамките на моите лични, човечки можности. Пак ќе речам, јас сум си, можеби, без телевизијата можам да си бидам гениална само по дома. Вака телевизијата ја дава моќта и мислам дека треба да искористиме моќта, да го смениме општеството на подобро. За сите ќе биде подобро. Не само за Кан, за целото семејство. Да. Мислам дека сега Петиот ангел има своја една боја, како емисија, нели, каде што го представува животот на лицата со попреченост, на семејството, воопшто на целото семејство. Тука се зборува за предизвиците, значи во емисијата многу често родителите, знам дека јас зборував за моите предизвици, што е она што можеби ми недостасува, како ми е, нели, тешко, лесно и така натаму. Како што и другите сега, да речем, како и оваа емисија. Значи, јас ја почнав оваа емисија и не за џабе се вика инспирира. Нели, инспирира затоа што сакам веќе значи да се тргнам на другата страна. Преку оградата каде што тревата е позелена малку од ова каде што седиме, каде што е сува и веќе се за никаде од прилика. Би ги охрабрила родителите да ве побара. Ако ништо друго. Јас не знам како ти ги наоѓаш сега од човек на човек, може би од овие кои што веќе се шири кругот. Круговите се шира, да, од човек на човек, сега, пак ќе речам, тоа е малку за најчество. Меѓутоа, јас ја следам ова проблематика, онака, што би се рекло, загризана сум до коска. Следам се што се случува, ги следам и општествените случувања. Ми е многу мило што почна законот за лични персонални асистенти да функционира вака така со сите недоследности. Ми се допаѓа тоа што повеќе здруженија ги направија сервисите за социјална поддршка на семејствата. Ми се допадна тоа што се направија мали групни домови, нели, кај што луѓе возрастните што биле сместени со децени во заводот во Демир Капија веќе живеат во посебни стамбени единици. Значи сме шетале низ Македонија. Македонија ја крстариме што се вели надолго и на широко
И мислам дека ретки се местата каде што не сме биле, каде што не сме откриле позитивен пример. Велам, многу па се радувам кога ќе го видам тој наплив кај поединци кои што сакаат да направат нешто, да го сменат општеството и успеваат на овој на оној начин успеваат тоа да го направат. Така што им сипнувам капа на тие луѓе и сваќам колку тие па се вложуваат, нели, да ја сработат работата што треба да речеме државата да ја сработи, значи државата многу елегантно тоа им го префрла со тоа што ќе им даде пари и ме остава, ајде вие дечки работете, нели, имате правила, пропозиции, нели, правилници како треба просториите да бидат уредени, суредени, за да имате, што знам, дневен центар, да имате клуб, да имате, нели, малгрупен дом со овакви онакви перформанси. Меѓутоа, најбитното ми се чини дека го забораваат. Ги немате луѓето кои што сето тоа ќе го работат и дека тие луѓе треба да бидат платени. Платени, нагласувам. Ако продолжиме да зборуваме, можеби нашиот снимател ќе дочека и пензија. Не, борете. Само уште едно прашање да речам пред да се поздравиме. Јас го кажав моето искуство, нели, колку мене таа видливост ми смени една перспектива за себе. Дали после си имала искуство каде што можеби после емисија, после снимање на емисија во едно семејство, се случиле некои разлики позитивни или нешто да ти го вратат назад како информација дека можеби поинаку се гледаме себе си, можеби околината околу нас, можеби во помалите градови каде што, нели, секој секого го знае и знае дека има лице со попреченост, но можеби никогаш не успеале да влезат внатре во семејството и да видат во суштина како е тоа. Колку тоа позитивно или негативно делувало како, нели, фидбек назад? Секоја емисија, пак ќе речем, има своја специфична тежина. Зависи од темата, зависи од соговорниците, од нивната енергија, од оно што тие сакаат да му го пренесат на светот. Не мене да ми кажат. Јас секогаш им го кажувам тоа, не гледајте во камерата, гледајте мене, јас сум представник на оној народ на кого сакате да му се обратите. Значи, кажете го на што мислите дека вам ви тежи и дека сакате да го смените во, без разлика дали живеете во Берово, во Делчево, во Прилеп или во Скопје или во самиот центар. Не. Значи, проблемите, што велам, секогаш кога имате ваков член на семејството, тежат. Дали живеете во Колеба или во Царски дворец, исто му доаѓа. Зависи само од околностите и од помошта што ја добивате од најблиските, од општеството како такво. Имало и утки во емисијата. Не велам не. Значи, си правев така во едно слободно време, нели, кога се праве статистика што сум сработила, како сум сработила, тоа се чува во посебни тефтери, нели, кога сме снимале, што сме снимале, кога сме снимале, кога се емитувало, кој снимал, што снимал, кој монтирал, значи сите податоци за сите емисии се тука. И можам со жалење да констатирам, да речеме дека од овие 63 емисии во последниве 4 години, 2 ми се утнати во кој смисол? Тие технички се направени одлично, совршено би се рекло, за нечески, се окей. Меѓутоа, енергијата што ја испраќа не беше таа што ја очекував. Затоа што сметав дека млади, образовани луѓе кои што се во незавидна ситуација добиле некој стекнат инвалидитет во текот на животот како последица на несреќа, ни ја покажа само собствената фрустрација. Ја немаше онаа енергија која што ја очекував од млади луѓе, дека кога се веќе доблесни и храбри да излезат пред камера, да го раскажат својот живот, ќе упатат една појасна порака до општеството. Да, јас сум ваква, ама јас успеав да завршам факултет, да се вработам, да бидам свој човек, нели, и од количката да функционирам нормално. Меѓутоа, пак ќе речам, иако не бев на чисто, се консултирав со дечките од екипата, кога сватив дека и тие го имаат истото чувство. Дека ние сме направиле емисија, сме завршиле работната обврска, но фидбекот е
проблематичен. Фрустрацијата е нешто што е прилично често во животите на Да, овие лица. меѓутоа, знаете како, фрустрацијата треба да не мотивира за напред. Така, Не да. само да, затоа што, пак ќе речам, ние, сам не реков, ама сега ќе речам, ние не сме психијатар. Ние сме инка. Инка која овозможува вие да го кажете тоа што сакате да го чуе светот надвор. Да. Сега, да не речам полош збор контейнер, значи јас не можам да ги собирам туѓите фрустрации. Еве, можам да сослушам секого. Можам да бидам емпатична спрема сечија волка и кај мене веднаш што предизвикува реакција, што можам да ти помогнам. Да. Значи не сакам да Решение е седиме вака и сега ајде сега ќе ги кршиме прстите, леле. Да. Има аутизам. Треба да- И сега што? Леле, уф, не. Значи проблемот мене ме мотивира на акција. Јас тоа го очекував од тие емисии кај што велам дека направи футка. Значи очекував да видам што научиле тие од својата нова Волка е, состојба. Да. Што научиле? Едноставно не го добив тоа и сега тоа е мој мал личен пораз, ама ајде, значи како и во спортот еднаш ќе ја победиш, друг пат ќе изгубиш и така натаму. Информација која што информација, нели ќе речеме грешките, ние се плашиме сите затоа што тргнувајќи од градинка па надоле не смееш да сгрешиш, мора да биде се точно и погрешната перцепција дека грешките се лоши, ако не беа грешките никогаш немаше ни да победиме. Значи без грешки нема шанси да победиш. Грешките и ова е само информација, само една додатна информација дека да, колку во суштина од сите овие луѓе кои што нели се обидуваат да излезат и да направат нешто што не е така едноставно да бидеш пред камера. И јас сега, ова е веќе некаде 6-та емисија, веројатно новинарите, не прашав никој од новинарите, ама еве ти си тука прв новинар, значи пред да почнам, направив листа луѓе што ги познавам, што сакам да бидат нели кои што се поврзани прво и со мојот живот, кои што мене ме инспирирале, кои што прават нешто за она што јас сакам да го правам, за родителите, за посебните родители, за едукаторите, да им помогнеме да гледаат, нели знам дека има и болки, и проблеми, и фрустрации, и дека системски се распаѓа се, но да видиме добро што можеме и да направиме, па макар да и помрднеме едно ливченце. Па јас затоа и дојдов, еве. Благодарам за поканата уште еднаш. Затоа дојдов. Мене ми е сосема доволна и мојата емисија, но штом веќе добив покана да зборувам вака, можеби повеќе од час време, сакав само да ги мотивирам и другите. Значи, не чекајте некој друг да ја заврши работата. И меѓу себе ги гледам веќе родителите дека се замеруваат дека некој повеќе работел во здруженијата, некој повеќе работел, некој не се ангажирал и така натаму. Бидете малку похрабри, затоа што ако не сте вие храбри, не знам кој ќе биде храбар. Што ќе изгубите понатаму? Што можете друго да изгубите? Да. Во секој случај, значи, ова излегувањето на пред камера е страшно. Но она што јас лично сега го зошто е сметам. страшно? Страшно, мене сега не ми е страшно, затоа што веќе е изодено, затоа што конечно треба да се зборуваш сам со себе и без да видиш што кажуваш и како го кажуваш сето. Добро, тоа е можеби за најчество и долги години поминати пред камера со микрофон и така нам ние да речеме вообичаено и нормално. За луѓето пак ќе речеме страшно затоа што тие ја гледаат камерата како еден инструмент што не знам, може ќе ги гризне. Како што јас се чувствував кога почнував, нели? Кога мислев дека ќе ме искубат, ќе ме исплукаат, ќе ми ја истрагаат облеката и така натаму. Непознато, да. Меѓутоа треба да се свати дека самата камера, ваква простичка, како што е прост инструмент, таа е многу моќна, затоа што знае да влезе во многу домови, до многу уши, да се пренесе информацијата, да се пренесе потребата и секогаш треба така да ја гледаат. Јас нам сите соговорници им кажувам, значи забравете ја камерата. Забравете, не ја гледајте камерата, ми се обраќате, разговарате со мене. Јас сум представник, да речеме, на оној народ, на оние луѓе на кои што сакате да им се обратите. Значи,
кажете ми, викајте по мене. Значи, изфрлете се од себе, кажете го она што вам ви тежи, за да направиме подобро општество за сите. Јас се радувам, да речеме, следам на социјалните мрежи, се радувам на секоја можен настан, на секоја манифестација, на се што се прави, нели, кај што се вклучени и децата со и младите со попреш, да, лицата воопшто. Например, најголем комплимент ми даде колегата Оливер Симоновски пред некоја година. Се среќаваме во бифето, не знам, некаде низ ходниците, ми кај си ти? Што бараш тука? Зошто викам каде треба да бидам? Па имаше некој гости, некоја група, нели, овие лица со попреченост, дошле во посета на телевизијата и тој мислел, нели, логично, штом се тие, морам и јас со нив да бидам. И вика, па оние твоите, века, оние твоите. Мислам, да те гуштнам, века, мој најголемиот комплимент што сум го добила, ако веќе вие сметате дека сте тоа мои луѓе, окей, мои се, јас се ги прифаќам и многу ми е, убаво ми е кога ќе видам дека убави работи им се случуваат, многу сум тажна, многу сум така и револтирана, може би малку агресивна во зборувањето, кога ќе видам дека им се кршат основните човекови права, дека молат за туѓа нега кога ќе им се исплати, дека им вика достави се тие 7.000 нели што ви ги дава државата, многу ви се и тие. Значи се револтирам затоа што не можам на некој начин да им помогнам, меѓутоа би сакала, ако ништо друго, барем да ги охрабрам тие да бидат погласни во постварувањето на сопствените права. Јас мислам дека ти веќе правиш доволно, нели, во рамките на тоа, како што рече Преиска, нели, како човечко битие можеш да направиш и бираш да го направиш тоа до максимум што можеш да го направиш. Едноставно не можеме, нели, сам како единка не можеш да го спасиш светот. Ќе си тргнеш прво да се спасуваш себе си, да бидеш порадосно, поспокојно, да можеш да го сработиш тоа што, нели, е дадено за подоброто, за доброто на повеќе од, нели, само мене и само моето семејство. Но на крајот на денот пак ќе се вратиме кон тоа дека, нели, ти го правиш најдоброто, но секогаш треба да можат и други да се вклучат, да почне ова да се шири, значи ако Македонската народна телевизија, МНТ Македонската радиотелевизија, да, Македонската радиотелевизија го прави, и другите телевизии треба малце да станат креативни и да почнат да работат на оваа тема од проста причина што веќе лица со попреченост, нели, како што на времето, можеби пред 20 години ги викале така како што ги викале, им се условувале и наместо лицата ги снимале ружите. Сега деца со попреченост има скоро во секој втор дом. Ако не во вашиот дом, комшиите имаат детенце кој што не зборува, кој што не оди добро или па е многу агресивно или па е многу изфрустрирано или, значи, сега гледаме симптоми скоро на секој чекор. Да, ма ние чинам дека ништо не правиме превентивно. Јас сите луѓе што поминале низ емисијата ги чувствувам како храбри предвесници. Значи, тие биле можеби пред времето да ни кажат, и ние постоиме вакви какви што сме, благодарение на тоа што ние доделено сме извлекле таква диагноза, да живееме со тој и тој синдром и така натаму. И сега ние ништо не учиме од сопствените, да речеме, грешки, од сопствените примери. Ние се некако постфестум реагираме. И тоа ако има гласност, па дури по тоа нешто да се истори, пак ќе речам кофа вода врз пожарот. И овој пожар тука да се изгасне. Да. А овој овдека се разгорел од другата страна. И ми е жал, пак ќе речам, што нема едно систематско решение, што нема да седне некој да тресне со раката на маса и ќе вака ќе правиме. Имаше обиди, нели, министрите што беа со труд и социјална политика се обидуваат некои реформи, сите почнаа, реформа сега ќе почне. Меѓутоа, дали времето им е кратко, дали имаат и други обврски, нели, па не може да се концентрираат на ова. Например, кого и да прашате од здруженијата, нема уште регистри, да речеме список, колку има, што во крајна линија и не битно во крајна линија колку има. Битно е дека имаме такви, дека благодарение на некој фин центар, ние приближно ќе знаеме бројката. Во крајна линија и едно да има, мора да му ги овозможите сите права што ги заслужува како човечко битие. Ќе си одиме ли дома? Да. Ајде полека да завршиме. Значи, драго ми е што ми беше гостинка, што
сега имам шансата, нели, јас да вратам назад после 7 години да покажам инспиративен човек кој што прави можеби многу повеќе од други луѓе некаде во некое министерство за да лицата со попреченост бидат видливи. Се надевам дека ќе работиш уште повеќе и уште посилно и со уште позитивни примери и теми да се подигне нивето и енергијата на овие луѓе за да имаат не само храброста, него да видат дека може. Дека можеме, па независно што системот е таков како што е. Според планот до 2030 година, до пензионирање, не се откажувам. Да сме живи и здрави само. Здрави, да. А понатаму, кога ќе ставам некоја црта, да речеме, во 2030 година, ќе бидам среќна ако уште некој камче се помести. За сега гледам поместени камчиња, се радувам за нив и мислам дека кога ќе се навратиш вака на некои емисии, имам веќе материјал да направам споредба. Обично секогаш старите материјали се во црно-бела техника, за да направиме и гледачот да има некоја представа како било да речеме во 2019, а како е денеска и што се добро се случило за овие неколку години. Многу е мило кога ќе видам такви некои поединечни позитивни примери, тогаш знам дека не сум работела залудно. Така, ти благодарам многу, сонце мое. Се гледаме во некоја наредна приказна и некој нареден настан или нешто убаво. Биди инспирација за многу луѓе, ама пред се за себе. Така. Драги мои, значи за сите оние кои што досега немале шанса да ја видат емисијата Петиот ангел, можат на сајтот на македонската телевизија да ги видат емисиите. За оние што се нетипични, може да видат што се случува во семејствата на некои други луѓе, како они се справуваат со животот, како они се справуваат со себе. За оние што се типични, кои што немаат можеби дете со поинаквост или воопшто член со поинаквост, може и вие исто така да појдете и да видите како живеат тие луѓе. Што е она што е поинакво и што не е толку страшно, нели, може би од оваа страна кога не сте го виделе изгледало страшно, затоа што е непознато, ама ќе ви даде една нова перспектива на тоа како можете да ги гледате сите луѓе поубаво. Ви благодарам многу и имајте убав ден.